Молам да седнеме. Не работи ова? Не. Колеги, ве молам да седнеме, ќе почнеме со продолжението на седницата. Планот за кој што се договоривме е следен за активности во денешниот ден. Работиме до пред 18 часот, 15 до 6 ќе пробаме да сработиме што е можно повеќе. Ќе направиме една пауза до 19:30 и во 19:30 продолжуваме со работа додека не го завршиме дневниот ред. Или докај ќе стигнеме денеска. Продолжуваме со 15-тата точка. Може да ме пикнете, да съм воюет, пропоздим програм по Жвилуес 2020. Материали još da baš te se presavati. Hab debat, puška konfjera. По предот планот кој е началникот на град Скопје, Кветари ќе дойдеш купит. Кој што ви е доставен. Silnije amendament namenjen činjenica potreb, amendamenti бъдат hab debat, puška konfjera. Амандманот во предлог планот за програми за развој во периодот 2026-2028 е во програмата ГАА, изградба на комерцијални објекти, колона буџет 2026 година, износот 205 милиони денари се менува и гласи 215 милиони денари. Колона буџет за 2027 износот 210 милиони се менува и гласи 220 милиони и колона буџет 28 износот 291 милион 500 илјади се менува и гласи 301 милион и 500 илјади. Програмата ЈДА, изградба и реконструкција на локални патишта, во 2026 износот 996 милиони се менува и гласи 1 милијарда 26 милиони денари, колона 27 износот 2 милијарди 89 милиони 500 илјади денари се менува и гласи 2 милијарди 134 милиони 500 илјади денари. Во колоната буџет 28 износот 1 милијарда 948 милиони 500 илјади денари се менува и гласи 2 милијарди 23 милиони 500 илјади денари. Се додава новата програма ЈГА, изградба на систем за водоснабдување. Во 26-та е подржана со 10 милиони, во 27-та 15 и во 28-та 15 милиони. Во програмата ЈМА паркови зеленило, колона буџет 26-та износот 190 милиони се менува и гласи 220. Се додава нова програма ЈНА урбана опрема. Го имате пред вас или не ви сте? Пратене са вајна. Треба да го видите. Се додава програма КАА за културни манифестации. Колона 26 износот 13 милиони и 600 се менува 27 со 20 милиони денари и колона буџет 28 со буџет 21 милион денари. Во буџет на донации, колона за буџет 26 со износот 4 милиони 340 илјади денари, колона буџет 27 со износот 0 денари и колона буџет 28 со износот 0 денари. Средствата се распределуваат за реализација на проекти и активности согласно програмата на градоначалникот на град Скопје, кои се предвидува да се реализираат за повеќе години. Отварам расправа, дали некој има разбор? Повели. Колку смишно го за телефона да стигнеш и некој мазман. Овие развојни програми, согласно начинот на изработка на буџет, се плановите на градоначалникот во наредните 3 години. И со новите амандмани сега што сте да го немам баш некоја евиденција.
присутни и останува јас само ведивши. Се кажува дека ќе се потрошат пари околу 82 милиони евра за изградба на сообраќајници и така натаму. Не случајно и колегите од центар каде што бев советник до предходниот мандат ме консултираа за буџетот кој го донесува вчера, кога таму ќе ги видите развојните програми, се содржајни, пишува што ќе се работи, кога, колку пари тоа чини и така натаму, а таа општина троши 30 милиони евра, додека град Скопје троши програми 134 милиони евра и ние добивме 2 листа, еве со амандманите може ќе видат и 4 листа. Сакам да потенцирам, еве, како прв буџет што е носила администрација, не дека да прогледаме кроз прсти, него дека да се надеваме дека следниот буџет кој ќе биде разложен, поготово развојните програми да ги видиме, затоа што во програмата на градоначалникот имаме доста проекти кои се добро звучат за граѓаните, јас би сакал да се реализират, тоа се нови булевари, Македонија, Хрватска, Цветан Димов, имаме февруарски поход со нов мост преку Вардар, а овде средствата не се баш во висина на сите тие проекти, да не набројуваме и улици и така натаму. Значи сакам да потенцирам, да не удостоите следниот пат, тој према службите зборувам, најверојатно ќе се поправат работите, се надевам како што се поправи да достави на буџетот, да не испочитувате како советници да знаеме за што гласаме. Значи ние и граѓаните знаат дека пари ќе се трошат на поправка и изградба на нови улици. Наш е овде да знаеме кој кога ќе се решава тоа. Испеѓа ситуацијата како прејасме што зборувавме за коритото на регионалната. Ако не, претесот го заклучувам и предлог планот на програми за развој за периодот 26-28 година го ставам на гласање. Кој е за овој согледување рака? Дали има некој против? Дали има поддржан? Констатирам дека планот на програми за развој за периодот 26-28 година е 15-та точка. Поминуваме на предлог план на програми, 16-та, поминуваме на предлог буџет на град Скопје за 2026 година. Материјалот е доставен со поканата на седмицата. Предлог буџетот на град Скопје Propozim buxhetin në amendamentin nga kryetari i qytetit Shkupit. 27 crtička 14.046 27 14.047 i 27 crtička 14.091 од градоначалник. Согласно член 133 од деловникот на Советот на град Скопје, амандманите стануваат составен дел на предлог буџетот. Amendamenti Amandmaните се однесуваат на програма Ј5 јавен локален превоз на патници, колона буџет ставка 467 субвенции за јавни предпријатија, subvencionet ndërmarrëve vlera 616 do të jetë 916. по предлог буџет ставки во колона буџет ставката 471 трансфери од други нива на власт, износ од 1 милијарда 38 милиони 108.000 денари се менува и гласи 1 милијарда 298 милиони 108.000 денари. Предлог буџетот на град Скопје во делот на програмата F1 урбанистичко планирање, разни трансфери, износ од 500.000 денари се менува и гласи 0. Програмата F2 уредување на градижно земјиште, колоната буџет се додава ставка од разни трансфери од 2 милиони денари. Програмата ГА изградба на комерцијални објекти,
колона буџет ставка 481 градежни објекти, износ од 20 милиони денари се менува и гласи 30 милиони денари. Програма Ј4 јавна чистота, ставката субвенции за јавни предпријатија, износ од 25 милиони денари се менува и гласи 75 милиони денари. Програма Ј6 одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај, поправки на тековно одржување, износ од 154 милиони 500 илјади денари се менува и гласи 158 милиони и 500 илјади денари. Ставката субвенции за јавни предпријатија од 38 милиони денари се менува и гласи 48 милиони денари. Програмата Ј7 одржување и користење на паркови и зеленило, во колона буџет ставката субвенции за јавни предпријатија, износ од 35 милиони денари се менува и гласи 95 милиони денари. Во други комунални услуги, програма Ј8, ставката 467 субвенции за јавни предпријатија, износ од 25 милиони денари се менува и гласи 35 милиони денари, а ставката поправки и тековно одржување, износ од 92 милиони 300 илјади денари се менува и гласи 95 милиони 300 илјади денари. Програма Ј.Д. изградба и реконструкција на локални патишта, колона буџет ставката 482 други градежни објекти, износ од 866 милиони денари се менува и гласи 896 милиони денари. Изградба на сообраќајна сигнализација, ставката други градежни објекти, износ од 6 милиони 200 илјади се менува и гласи 11 милиони 200 илјади. Програма Ј.Г. изградба на системи за водоснабдување, ставката 482, износ од 0 се менува и гласи 10 милиони денари. Програма Ј.М. паркови и зеленило во капитални трошоци. Во други градежни објекти износ од 180 милиони денари се менува и гласи 210 милиони денари. Програма Ј.Н. урбана опрема, колона буџет ставката 480 купување на опрема и машини, износ од 15 милиони денари се менува и гласи 20 милиони денари. Програма К1 библиотекарство, колона буџет ставка 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, износ од 3 милиони 500 илјади денари се менува и гласи 6 милиони 500 илјади денари. Програма К2 музичка сценска уметничка дејност, колона буџет ставката 421 комунални услуги за грејење, комуникација, износ од 2 милиони 500 илјади денари се менува и гласи 5 милиони 500 илјади денари. Музејска и кинотечна дејност, колона буџет, комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, износ од 3 милиони денари се менува и гласи 5 милиони денари, а ставката ситен инвентар, алат и други материјали за поправки, износ од милион денари се менува и гласи 2 милиони денари. Програма К4 културни манифестации и творештво, колона буџет, ставка 424 поправки и тековно одржување, износ од 2 милиони 200 илјади денари се менува и гласи 7 милиони 200 илјади денари, а ставката разни трансфери, износ од 96 милиони денари се менува и гласи 30 милиони денари. Се отвара нова програма К5 Скопје Европска престолнина на културата 2028, колона буџет, ставка 464 разни трансфери со износ 65 милиони 300 илјади денари. Програма КА културни манифестации и творештво во капитални трошоци, колоната буџет, купување на опрема и машини, износ од 6 милиони 200 илјади денари се менува и гласи 9 милиони 100 илјади денари. Ставката други градежни објекти, износ од 0 денари се менува и гласи милион денари. Ставката вложување и нефинансиски средства, износ од 0 денари се менува и гласи 700 илјади денари. Р1 програма заштита на животна средина и природа, ставката 464 разни трансфери, износ од 10 милиони 700 илјади денари се менува и гласи 14 милиони 700 илјади денари. И во противпожарна заштита, колоната буџет ставка основни плати, износ од 20 милиони денари се менува и гласи 26 милиони 500 илјади денари. Ставката придонеси за социјално осигурување од работодавачите во износ од 9 милиони денари се менува и гласи 11 милиони 500 илјади денари. Ставката на доместоци, износ од 14 милиони денари се менува и гласи 15 милиони денари. И во ставката договорни услуги, износ од 3 милиони денари се менува и гласи 3 милиони 200 илјади денари. Иште еден? Дополнително во програмата Н2 средно образование, колона расходи од дотации, ставката 424 поправки и тековно одржување, износ од 257 милиони 897 илјади 500 денари се менува и гласи 237 милиони 897 илјади 500 денари, а ставката опрема и машини, износ од 4 милиони 700 илјади денари се менува и гласи 24 милиони 700 илјади денари. И во делот заштита на животна средина и природа,
Во делот купување на опрема и машини, износот 6 милиони денари се менува и гласи 12 милиони денари. Износот трансфери од други нивоа на власт, износот 1 милиарда, со тоа во буџетот на град Скопје за 2026 во билансот на приходи по ставки. Трансфери од други нивоа на власт, износот 1 милиарда 38 милиони 108 илјади денари, се менува и гласи 1 милиарда 44 милиони 108 илјади денари. По предлог буџетот се поднесени амандмани. Читавте измена на буџет. Дали со овие амандмани претходно ги изменивме програмите? Па не требаше да се мачите. Во право сте. Така е. Одиме понатаму, има амандмани од групите кои се поднесени. Овој амандман од Горан Арсов. Со предложениот амандман со број 27 13921/1 од 22.12.2025 на програмата за заштита на животна средина. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Се извинувам. Градоначалникот дали го прифаќа амандманот? Од службата, повелете. Се извинувам. Амандманот со архивски број 27-13921/1 не се прифаќа поради тоа што амандманот е технички неисправен. Во почетниот дел се предвидуваат промени во билансот на расходи. Билансот на расходи не предвидува програми, поделба на буџетот по програми, поради тоа не се прифаќа. Благодарам. Отворам расправа по амандманот. Дали некој сака да земе збор? Советникот Арсов, повелете. Бидејќи го измотивиравме градоначалникот да поднесе амандман, го повлекувам амандманот. Благодарам. Следниот амандман е поднесен од советникот Горан Арсов со број 27.13.921/2. Молам службите да се изјаснат. Отварам расправа, повелете. Да, извинете, правите измена во билансот на расходи, а не правите измена во посебниот дел на буџетот. Отварам расправа, повелете, предлагачот сака да земе збор. Овој амандман е идентичен како минатогодишниот амандман кој што го прифативте и стана составен дел на буџетот, а службите ја правеа корекцијата, само различна сумата. Буквално идентичен. Доколку градоначалникот ми појасни дека средствата што ги предвиде со неговиот амандман се за лајка за изградба на прифатилиште за бездомни куќиња, ќе го повлечем амандманот. Почитуван советник, јас мислам дека експлицитно бе од страна на секторите, кога објаснуваа која ќе не биде заложбата за лајка, јас тоа и сум го говорил многу пати до сега и мислам дека при минатите излагања имавте можност да слушнете за што се планира со лајка да се направи во наредната година. Тоа од една страна ќе значи подобрување и модернизација на условите кои што се таму, а дополнително
проширување на просторот таму, односно возможување простор за згрижување на нови бездомни куќиња од градот. Така да, не знам дали ќе го повлечете или нема да го повлечете амандманот. Генерално тоа било и планирано и во мојата програма изборна и секако дека е составен дел од буџетот за наредната календарска година. Благодарам. Благодарам. Океј, го повлекувам. Ви благодарам. Следниот амандман е од колегата Горан Арсов со број 27/13921/3. Замолувам службите да се изјаснат. Повелете. Амандманот со број 27/13921/3 исто така е технички неисправен од истите причини и дополнително правите измени во програма ЈБ која што не постои во буџетот. Ви благодарам. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Ако не, Горан? Не. Амандманот е повлечен. Следниот амандман е од советникот Горан Арсов со број 27/13921/4. Замолувам службата да се изјасни. Амандманот со архивски број 27/1321/4 е исто така технички неисправен од истите причини. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Советникот Горан Арсов, повелете. Целта на овој амандман е да се обезбедат тестови за дрога за средношколците во средните училишта. Сметам дека доколку постои некаква можност и волја, службите можат да го коригираат амандманот доколку има расположение. Благодарам. Генерално е благородна идејата и немам искрено ништо против, но еве и бидејќи немаме можност сега во буџетот да го предвидиме тоа, да ги согледаме аспектите поврзани околу оваа идеја и ете во ребаланс на буџет можеме да размислиме за вакво нешто. Инаку немам искрено ништо против идејата и предлогот. Благодарам. Процедурално? Ајде. Која е сврхата сега на амандмани на буџет ако програмите се поминати? Тоа сакам да прашам. Генералната идеја е дека ако сега некој амандман помине, треба да измениме програмата за да се... Не. Се дава За следната седница. Значи се дава амандман на програма. Овие се колегата да ми простија. Така е. А ако не се поврзани, тоа е друго. Така е. Се согласувам. Само губиме време. Следниот амандман кој е доставен е повлечен. И следниот амандман кој е доставен со реден број 27-139-26/1 е повлечен. Председател, само на кратко процедурално се работи за амандманите поднесени од советничката група на Левица, бидејќи планот за животна средина беше доставен дополнително, кој ги поднесувавме амандманите, ги поднесовме на буџетот затоа што програмата не ни беше доставена и не можевме да вложиме на програмата. Бидејќи веќе имаше расправа по овие амандмани, истите не се прифатени нити од страна на градоначалникот, нити од советниците, ние истите ги повлекуваме бидејќи сметаме дека е бесцелно повторно да водиме истата дискусија. Благодарам. Благодарам. Поминуваме на амандман со број 27/14003/1. Предлагач Катерина Цаневска Арсовска. Ве молам службите да се изјаснат. 27/14003/1. Јас извинувам, бидејќи претходно кажавте дека е тој технички неисправен, поднесов нов амандман и овој го повлекувам. Каде е тој? Оправданост за него. Одиме на амандманот 27/1404/1. Предлагач Кети Штеријова. Ве молам службите да се изјаснат.
Амандманот со архивски број 27/14/004/1 е исто така не се прифаќа поради тоа што е технички неисправен од истата причина како претходните амандмани се прави измена во билансот на расходи, а не во посебниот дел на буџетот. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Не. Ако не, амандманот го ставам на гласање. Ве молам, кој е за амандманот да стане составен дел на буџетот? Го повлекувате. Ви благодарам. Понатаму зборуваме за амандман со број 27/14/005/1. Предлагач Кети Штериова. Молам службите да се изјаснат. Повелете. Амандманот со архивски број 27/14/005/1 исто така не се прифаќа поради тоа што е технички неисправен од истата причина. Се прават измени во билансот на расходи, не во посебниот дел. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Кој бара збор? Благодарам. Амандманот е повлечен. Амандманот со број 27/14/012/1 е повлечен. Амандман 27/14/012/1 Овој не е повлечен. Ви благодарам. Ве молам службите да се изјаснат по овој амандман. Јас ве разбрав дека сите се повлекуваат. Амандманот со архивски број 27/14/012/1 исто така не се прифаќа поради тоа што е технички неисправен. Се прави измена во ставка 410 тековни резерви. Таква ставка не постои во буџетот. Благодарам. Ви благодарам. Отварам расправа по овој амандман. Дали некој бара збор? Советник Дарија, повелете. Благодарам. Ке ве замолам да проверите за сигурно дали не постои ваква ставка, бидејќи колку што го анализиравме буџетот, постои постојана резерва и тековна резерва. Така 410 би требало да е тековна резерва. 412. Добро, ако е за една бројча, во ред. Им благодарам на службите, тогаш апелирам до советниците и до градоначалникот, бидејќи на претходната седница беа многу емпатични спрема жените жртви на семејно насилство. Овој амандман се однесува токму на нив. Мене ми е жал што немаме предлог програма за обична глас и еднакви можности помеѓу мажите и жените. Овдека немаме ниту таква комисија, па не можевме кон програма да го поднесеме и ве го поднесовме директно кон предлог буџетот. Значи станува збор за кратење на непродуктивни трошоци. Тоа се тековни резерви за советот, од општинска администрација стоки и услуги кои што сметаме дека може да поминаме и со 29 милиони и 500, бидејќи од кварталниот извештај видовме дека оваа сума е доволна. Станува збор за субвенции за кири на жртви на семејно насилство. Овдека сакам да апелирам дека 30 метри квадратни стан не е доволно со оглед на бројката која што имаме на пријавени жени жртви на семејно насилство, не пак на непријавени. И исто така за оние кои што не се запознаени со случајот би сакала да им укажам на тоа дека една од причините поради кои жените се спречени да ја напуштат насилната атмосфера е токму кровот на глава кој што не може да си го обезбедат за себе, но и за нивните деца. Овдека исто така би сакала да се поврзам и на Истанбулската конвенција, која што вели вака. Член 20. Општи услуги и поддршка. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за да обезбедат дека жртвите имаат пристап до услуги кои што го овозможуваат нивното закрепнување од насилствата. Овие мерки треба да уфатат кога е тоа потребно, услуги како што се правно и психолошко советување, финансиска помош, домување, образование, обука и помош при вработување.
Доколку овие жени немаат кров над глава, сувишно е за се било што друго да говориме и за нивно оспособување за работа, психолошка подршка и така натаму. Значи, тие жени треба да се тргнат од таа насилна атмосфера пред се. Овдека исто така, значи, и да се надоврзам на тоа дека Скопје кубори со засолништа, немаме шелтер центри, имаме еден дом, отворен дом со ограничени капацитети, имаме еден стан кој што го дадовме на 1 година на користење, со надеж дека барем една жена ќе спасиме од семејно насилство. Понатаму исто така во програмата за реинтеграција на жртви на насилство од 2024 година на Министерството за труд и социјална политика наведено е дека финансиска помош во локалната заедница, така гласи точката, единиците на локалната самоуправа може да обезбедат финансиска поддршка на жените жртви на семејно на насилство и нивните деца, доколку во општинските буџетски програми имаат предвидено средства за оваа категорија и тоа еднократна парична помош за жени жртви на семејно насилство, парична помош за домување и да не ги набројувам и другите точки, значи овдека имаме парична помош за домување. Јас овдека сакам да укажам на тоа дека во програмите, низ програмите и низ буџетот никаде не е сретната никаква мерка по однос на жените жртви на семејно насилство, иако претходната седница утврдивме колку е тој проблем алармантен. Со овој амандман, како што кажав, значи бараме субвенција, која што понатаму ќе утврдиме, се надевам со правилник, дали ќе биде целосна за невработени жени и така натаму, дали ќе утврдиме повеќе категории на жени, дали ќе биде субвенција 50% и така натаму. Како ќе биде тој процес на пријавување, не сме најпаметни, не ќеме така да звучиме, меѓутоа еве мерка која што сметаме дека е прифатлива за вас, имајќи ги предвид вашите излагања, повторно ќе кажам, од претходната седница, вашата емпатија искажана на таа седница, се надевам дека техничките пречки на амандманот ќе бидат надминати и ќе овозможиме услови за спроведување на овој амандман. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Градоначалникот, повелете. Прво, моите заложби не се декларативни, кога станува збор за ова прашање. Второ, жртви на семејно насилство не се само жени, туку се и мажи и деца. И тоа е тема која што треба сите заеднички многу погласно да говориме во наредниот период. И гестот кој што ние го направивме е само отпочнување на тие процеси, не е во прашање квадратурата, туку третманот. Значи, ние суштината ја изоставуваме и секојаш се занимаваме со техникалиите. Јас повеќе внимание обрнувам на суштината. И може би да, во право сте, квадратурата на тој стан е мала, но факт е дека тоа е нешто прво што го направил град Скопје изминативе 30 години. И факт е дека имало случаеви кога градоначалник говорил на таа тема, но јас многу погласно говорам од останатите кои што биле пред мене. Во социјалните услуги и програми ние имаме веќе предвидено многу повеќе средства и тоа се говореше изминатиот период од седницава, споредбено со било кога и секако дека третман ќе добие и оваа категорија на наши сограѓани, односно, повторно ќе потенцирам, кога станува збор за семејно насилство, не се таму само жени, туку се и мажите, но има и деца за жал. Така што сметам дека нема потреба од дополнителни амандмани, бидејќи сето тоа го планираме од наредната календарска година со многу поголем фокус да го работиме споредбено од било кога во минатото. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советник Дарија, повелете. Извинете, вие не бевте тука присутен на седницата за кога се разговараше околу програмата за социјалната програма и таму апсолутно не е наведена ваква мерка и ваков проект или како е да го наречеме, бидејќи се работи за покрупен чекор. Повторно се надоврзувате на оној 30 метри квадрати стан кој што го дадовме на користење. Обрнувате внимание, кажувате за техникали дека вашите заложби не се декларативни, меѓутоа ќе кажам дека во таа програма не најдовме ништо вакво и ние не можеме да веруваме на празни зборови
и да веруваме на вашата добра волја дека може би во иднина, не знам, може би во октомври месец или ноември месец кога ќе стигнат повторно тие 16 дена за борба против семејното насилство, дека тогаш ќе ви текне за субвенции за кири. Благодарам. Повелете, Евгенија. Јас не знам што е спорно тука, во ред ја дискутиравме програмата, викате дека веќе имате некаква замисла, меѓутоа што е спорно да се изгласа еден ваков амандман што е црно на бело како ќе им се помогне на овие жртви на семејно насилство. Според едно истражување што го имаше направено Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, над 90% од жените кои побегнале од насилство морале да земат кредити или позајмици за да преживеат. Тие кредити или позајмици се најпрво земени за тие жени да се обезбедат кров над својата глава. Ние со субвенции и со кири апсолутно не правиме никаква дупка во буџетот, како што објасни Дарија од каде ќе дојдат тие средства, и не сваќам зошто мора да се тера инати за оваа ставка. Се спомна станот, ако добро памтам го изгласавте, ако добро памтам вие сте градоначалник, ако сакате да дадете субвенции за жртви на семејно насилство за кирија, можете да го направите тоа. Исто како што одлучивте да давате субвенции за инвертер клими до 20.000 денари. И сега не можете да најдете во буџетот едни мизерни 150 евра, да речеме, за некоја жена или, извинете, и маж или деца да избегаат од една апсолутно одвратна ситуација во нивниот живот. Да не се лажеме сега, терате инак само за тоа што овој амандман доаѓа од левица, бидете реални. Во ред, еве, рековте дека не сакате да бидете само, рековте дека вие се залагате многу по оваа тема. Меѓутоа, очигледно само се залагате со зборови. Кога е време за действување, си седите комотно и пак се навраќате на политиканство, да употребам ваш збор. Ви благодарам. Повелете. Многу кратко, само една реченица. Минатата седница гласавте против доделување на тој стан. Значи, јас разбирам дека наидовте на отпор во јавноста на ова прашање. Разбирам, апсолутно. И знам дека треба, политиканство, како што вие споменавте, да употребите за да пробате некако да го избалансирате моментот, ама не ви поминува тоа. Јас немам апсолутно против, ако станува збор за некој добар амандман, издржан амандман, да го спроведеме, или нешто што веќе не е опфатено во нашите програми. Ова, кое што вие го предлагате, може би на поразличен начин веќе го планираме со мојот тим. Така што нема потреба да носиме гласање на амандмани за нешто што веќе го планираме со тимот. И почнувам да добивам впечаток дека редовно ја следите програмата моја и дека почнувате и да предлагате амандмани кои што веќе ми се содржани во програмата за реализација. Јас сум 40 дена градоначалник на градот Скопје, не сум 40 години. За се да се реализира треба време. Така што мислам дека безпредметно е повеќе председателя да говориме на. Благодарам. Само на брзина, ако навистина планирате да воспоставите вакво нешто во иднина, како што рековте, може би ќе биде тоа, тогаш нема да ви е проблем и да го изгласаме амандманов, да биде црно на бело дека навистина ќе се случи. Нели е така? Благодарам. Дали некој друг бара збор? Процедурално, повелете. Мојата процедурална забелешка е во однос на коментирањето на градоначалникот за тоа како сме гласале и се дава за право да не коментира дали сме за нешто против. Не, само да докажам. Дали тоа Ве молам, оставете дискусиите за коментари, истите дискусии ги водите и вие. Истите дискусии ги водат сите. Не, окей, само да му дам забелешка за да не се повторува. Дали тоа значи дека вие, пошто не го подпишавте. Ве молам, ова не е процедурална забелешка. Ви благодарам. Ова не е процедурална забелешка, ви благодарам. Не е процедурална, ви благодарам. Прво, вака се. Ви благодарам. Значи, вака. Градоначалник, ве молам да спогнеме не е ова ни процедурална забелешка. Да одговорам. Значи, прво, почитуван колега советник, јас и минатата и предминатата седница ве замолив околу вашето агресивно однесување. Искрено ве замолувам и денес. Не сме ние во спаринг ринг, па вие да презентирате
сила тука и мускули. Почитуван градоначалник, ве молам, ви Не, благодарам. мислам дека не е коректно. Ви благодарам. Јас мислам дека па и од друга страна како градоначалник имам право на моje мислење. Ви благодарам. Ве А молам- трето, ве 7 молам, години вие бевте на градоначалник. власт. Вие за загадување ќе зборите? Ве молам, Вие ќе зборите за загадување. почитувани колеги, ве молам, во добар дух одеше дискусијата, да се подсетиме, денеска беше убав празник за оние што го слават по Григоријански календар, да пробаме со добар дух да продолжиме со денешната работа. За збор по амандманот се јавува Катерина. Повелете. Да, благодарам председателе. Иако немав намера да земам збор за амандманот, бидејќи моите колешки многу добро го елаборира, не можам да останам имуна на тоа што го слушнав тука. Морам да заклучам дека кога се работи за времето за градоначалникот, тоа е релативно. Значи, кога треба некои заслуги да се запишат, како што слушнавме претходно тука дека за 40 дена се реализирани спортски терени, објекти, не знам што, значи тогаш тоа го декларирате дека ете за краток временски период може да се направи нешто, ама кога нешто не сакате да направите или не сте го направиле, тоа викате ама јас сум градоначалник само месец дени, не можам тоа да го направам. Така да многу интересно е како релативизирате со времето. Во однос на коментарите, најверојатно вие сте ги читале коментарите на вашиот профил, прочитате ги коментарите на мојот профил или на профилот на Левица, ќе видите дека не се баш така позитивни како што вие мислите. Позитивни се за тоа ние што го зборевме, а не вие, затоа што луѓето се свесни дека со изнајмување на еден стан од 30 квадрати не се решава проблемот со семејно насилство. Така да кога веќе сакате да збориме за коментари, излезете по-далеку од вашиот собствен профил и проверете ги профилите и на останатите советници. И исто така во однос на мерките. Се извинувам, може ли во однос на амандманот, дали ќе биде добро ако се вратиме во однос на амандманот да зборуваме? Ве молам. Може ли во однос на амандманот да зборуваме за да се вратиме во дебата, имаме амандмани кои што треба да ги поминеме? Ве молам. Значи токму за амандманот зборувам сега, јас не знам. Не го спомнавме амандманот, да речам, во дискусијава, вака за да се поврзе. Немој, Добра, без дофрлања, ве молам. Ви благодарам, Катерина. Ви благодарам. Дали има некој друг што сака да се јави за збор за амандманот? За амандманот, повелете. Очигледно бројчето на амандманот е многу битно и е технички неисправен. И то си го земам и јас како вина што ете на помладата колешка не сум и уочил. А можеме да најдеме солуција. Затоа што овај прекутрупа буџет правен сигурно ќе трпи ребаланс. И еве не мора да се вика Кирија, може да најдеме друг некој македонски збор. Закуп. И да го предложите вие како советничка група и да ве поддржиме во следниот ребаланс. Можеме така да најдеме некоја солуција да се вика закуп, субвенции за закуп и ќе го предложи советничката група која е мнозинство го поддржува градоначалник. Ви благодарам. Ви благодарам. Ве молам, повелете. Еве, ако толку инсистираат, јас апсолутно прифаќам, нека биде препорака да направиме проценка колку случаеви би имале. Немам ништо против. Јас пак сакам да кажам, независно од која советничка група доаѓа предлог, ако е некој предлог издржан, немам ништо против да го прифатиме. На крајот на денот сите заеднички учествуваме во ова. Нека биде препорака да направиме проценка со колкав износ ние отприлика би се соочиле во наредната календарска година за тоа. На првиот ребаланс на буџет апсолутно немам против и таков предлог, односно таква точка да донесеме. Така да треба да ме разберете, јас сакам се да опфатиме сега со овој буџет. Многу повеќе од сите вас. Затоа што на крајот на денот вие сте советници, јас сум градоначалникот. Ако нешто има успех, јас имам одговорност. Ама и ако нешто има неуспех, исто ја имам одговорност. Но некогаш и буџетската состојба е таква да не дава толков простор за маневар. И не го зборам ова политички, реално го зборам. Така да апсолутно прифаќам. Добар е предлогот, одличен е предлогот. Не викам дека не е добар, но ние треба да видиме колкав износ ќе ни треба и како тоа буџетски да го издржиме.
И од друга страна, не да се доведеме во состојба па парцијално некој да биде помогнат, а на мнозинството да не помогнем. Така да, ако се слагате, нека биде така, апсолутно го прифаќам тоа. Оваа дискусија е ставена во записник. Дали вие имате? Повелете. Кратко само. Секако амандманот е технички неисправен, така да градоначалникот ќе има време 2-3 месеци, сигурно по 3 месеци ќе имаме ребаланс, затоа што нема допирна точка со реалноста, ама тогаш ќе биде подобар, да. Ви благодарам. Амандманот треба да ставиме на гласање, тоа сега да прашам. Дали продолжуваме понатаму? Ке се гласа по амандманот, да. Ви благодарам. Следен амандман е од Горан Симоновски. Со број 27/14031/1. Ги молам службите да се изјаснат. Амандманот со архивски број 27/1401/1 не се прифаќа. Со амандманот се прави измена во А1 програмата каде што се изборните активности. Со намалувањето на средствата ќе се доведеме во ситуација да не можеме да ги исплатиме средствата што имаме обврска да ги исплатиме за извршените изборни активности. Сакам само да напоменам дека образложението зашто се предлага амандманот за цел да се промени начинот на загревање на средното училиште Кочо Рацин, значи се превземаат активности предвидени се во програмите за средно образование, каде што овој проблем ќе се реши во текот на годината. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој бара збор по амандманот? Повелете. Да. Амандманот, како што образложи од администрацијата, беше наменет со цел да се смени начинот на загревање на средното училиште Кочо Рацин во Ѓорче, затоа што тоа представува еден од главните загадувачи на воздухот, токму поради начинот на кој што се загрева таму. Еве, ќе го повлечам амандманот и будно ќе следам реализација на оваа ставка во програмата што ја викате. Благодарам. Повелете. Вака, јас ги замолувам, бидејќи сите амандмани се отфрлаат со алиби дека се технички неисправни, бидејќи во Законот за локална самоуправа и во Деловникот и во Статутот пишува дека администрацијата е должна да им укажува помош на советниците кога службите ќе утврдат дека некој амандман е технички неисправен, тогаш нека помогнат, нека интервенираат, нека стапат во контакт со советниците и нека им помогнат. Да биде и технички исправен за да се постигне целта на тоа што сакаме да го направиме овдека со амандманите. Благодарам. Јас мислам дека на координација посочивме дека секторот буџет ќе бидат, почекајте ве молам, дека секторот буџет ќе бидат достапни за корекција на амандманите за кои што ќе имаме потреба. Во следниот период се договоривме дека ќе имаме заедничка обука и службите и ние и заедно ќе се усогласиме за теркот на пишување на амандмани, читање на буџет и слично. Одиме на следниот амандман. Тоа е амандманот Председателе, ако дозволите, за ова што говореше колешката за техничката исправност или не, да ви кажам дека, например, дел од амандманите што сега излегуваат технички неисправни, на Комисијата за прописи беше кажано дека се технички исправни амандманите. Сега, ние од каде да знаеме дали се или не се технички исправни? На Комисијата за прописи правно кажуваат дали се исправни, а во службата кажуваат материјално дали се исправни ставките од кои што се повлекува. И требаше да бидеме известени. Треба да ги подготвуваме заедно со службата буџет. Јас колку очекувам дека идејата е кога имаме амандман, се обраќаме во службата која што го работи буџетот и заедно со нив подготвуваме каде може да се случува тоа. Ви благодарам. Следниот амандман е со број 27/1401/2. Молам службите да се произнесат. Амандманот со архивски број 27/1401/2 не се прифаќа пошто е технички неисправен. Се прави измена во ЕА програмата на ставка 482, која што во буџетот ја нема. Ви благодарам.
Благодарам. Дали некој се јавува за дискусија? Не. Отварам дискусија по амандманот 27/14/031/3. Молам службата да се произнесе. Амандманот со архивски број 27/14/031/3 е технички неисправен, не се прифаќа од истата причина како претходниот амандман. Се прави измена во ставка 482 на програма ЕА, која што не постои во буџетот. Ви благодарам. Отварам дискусија. Дали некој се јавува за збор? Благодарам. Отварам дискусија по следниот амандман 27/14/031/4. Молам службите да се произнесат. Амандманот со архивски број 27/14/031/4 не се прифаќа поради тоа што се прави измена во програмата F2, каде што се предвидени средства за геодетски елаборати, проценители, физибилити студија. Сите овие трошоци се поврзани со веќе започнати постапки или со постапки кои што треба да се отпочнат, кои што без изготвување на овие студии, проекти и проценки не би можеле да се реализираат. Благодарам. Отварам дискусија по амандманот. Се јавува за збор подносителот. Повелете. Се извинувам. Повелете сега. Значи се извинувам, ќе може ли и предпоследниот и последниот амандман да ни кажува кој е подносител? Не знаев. Подносител на амандманот 27/14/031/2 е советничка група на НАИ. И вториот кој што го гледавме 27/14/031/3 советничка група на НАИ, овој кој што колку ја разбрав е технички исправен, а не го прифаќате, е исто советничка група НАИ. Станува збор за амандманот културни манифестации и творештво. По програмата културни манифестации и творештво, повелете. Ќе ве замалам. Значи, и ние се прифаќаме на колешката Дарија што го кажа. Значи, ако може, од следнава седница да ни се помогне во сите технички неисправни, значи да бидеме во координација со кои служби ќе треба, да не се создаде вака во седница да испаднат неисправни, ги повлекуваме амандманите, сите поднесени од нашата советничка група. Благодарам. Ви благодарам. Во записник замолувам да влезе дека се задолжуваат службите за финанси и соодветната служба за амандманот, дека треба да обезбедат соодветна помош на советниците при изработка на амандмани во некоја следна документација. Следниот амандман е повлечен. Следен амандман е амандман од предлагачот Јана Белчева Андреевска со број 27/14/034/1. Ви молам службите да се произнесат. Амандманот со архивски број 27/14/034/1 не се прифаќа. Во овој амандман се предлага само намалување од програмата Е0 ставка 425, но не се прецизира во која ставка и програма треба да се алоцираат средствата. Благодарам. Отварам дискусија по амандманот, дали некој бара збор? Советничката Јана, повелете. Да. Благодарам, се приклучувам кон барањето на колешката од Левица за техничка поддршка. Наредните 3 амандмани кои се исто мои, за кои договоривме дека веќе се дел од програмите, не мора ни да ги читате, бидејќи ги повлекувам, а овој амандман ќе го поднесам во некоја следна прилика. Ви благодарам. Следен е амандман со број 27/14/036/1, предлагач Маријан Калевски. Молам службите да се произнесат. Амандманот со архивски број 27/14/036/1 не се прифаќа. Се прават измени во програмата ЈД,
каде што се предвидува кратење од 50 милиони денари. Значи, во оваа програма се крати од једа каде што веќе имаме превземено постапки за реализирање на проектите. Многу постапки се во тек и би направило изместување во целите процедури. Благодарам. Ви благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Јас мислам дека со буџетските форуми голем дел од ова што сега го работиме ќе ни биде олеснето, но повелете. Јас се извинувам, малце сум збунет. Дали слушам програма ја мислам беше на дневен ред во програма. Дали е истиот амандман кој колегата го поднесе и му се одби? Сега што го правите на буџет? Затоа што ја ги замолувам колегите кои поднесле на програма. Не тој го елаборираше тогаш на програмата, амандманот му е доставен на буџетот. Ма програмата помина сега, што да прави? Програмата помина, сега е амандманот кој што колегата го доставил на буџет. Инаку, како што рековме на првата седница со вас заедно, рековме дека одат програмите и таму ги именуваме програмите и потоа соодветно на тоа што е во програмата се рефлектира готов буџет. Така е. Отварам претрес, дали некој бара збор? Калевски, повелете. Значи, ги замолувам службите да кога ќе ги поднесеме амандманите следен пат, кога ќе ги добијат, ако има некаков проблем да ни кажат веднаш за да можеме да ги поправиме, а не на самата седница да ни кажуваат дека е нешто како што не треба. Ви благодарам со тоа што насоката е пред поднесување да работиме со службите. Насоката е да го сработиме заедно со тоа што го имаат службите за да стане тој амандман кој што може да биде прифатлив на седница. Ви благодарам. Процедурално Филип, повелете. Ви благодарам, бидејќи гледам 5 минути кој како земе збор веќе бара поддршка од службите. Во статутот, во деловникот е утврдено дека е законска обврска на стручните служби во градот Скопје да им укажуваат стручна помош на сите советници во изработка на амандмани, предлог, одлуки, иницијативи и така натаму и така натаму. Во се што им е потребно за вршење на својата функција во Советот на град Скопје. Нема што ние да ги задолжуваме кога тоа име на нив законска обврска доколку вие им побарате стручна помош. Не може тие да ви кажат ова ви е грешка, а вие не сте ни ги прашале. Јас кога сум поднесувал амандмани, по редот на нештата и логиката на нештата, одам кај службите им кажувам од оваа ставка. Сакам да земам да оваа да преместиме и заедно седнуваме, ги сработуваме. Ја не сум правник, јас сум историчар. Препоставувам дека повеќето овде не сме правници, не знаеме, не сме па ниту со економски факултет, за да знаеме од која ставка каде да ги земеме средствата кои што сакаме да ги пренамениме. Заради тоа се оди пред поднесување на амандманите. Ја мислам дека ова јасно како ден, нема што да ги задолжуваме службите кога има законска обврска. Вие побарајте помош. Одете, кажете ова и ова, вака сакаме да биде. Сега ни е потребна стручна помош и тоа е тоа. Сега ќе ги задолжуваме службите за нешто што нашите колеги од опозицијата, кои што тврдат дека се ги знаат ингеренциите, не го прават тоа. Благодарам, Филип. Насоката на дискусијата која што имав и јас и колегите од службите беше дека идејата е да поставиме стандардна оперативна процедура при поднесување на амандман, во која што и ново избраните советници ќе знаат која е процедурата за поднесување амандман. И соодветно ќе ги искористиме знаењата и капацитетите на службите за да имаме квалитетни амандмани за седницата. Така што во таа насока е денешна Процедурално. Процедурално, повелете. Од оваа ставка секоја година остануваат вишоци, така што јас не гледам што е проблем за да не може да се земе од таму. Барам да го презентирам амандманот. Тоа е во дискусија на амандманот. Веднаш ќе ви дам збор, повелете Пенов. Ние сме малку збунети затоа што и амандманите на градоначалникот се технички неисправни. Тие не кажуваат од каде се земат парите, што се зголемуваа сумите. Благодарам. Калевски, повелете.
Со предложениот амандман нема да се направи дисбаланс на расположливите средства на буџетот за град Скопје за 26 година. Според светските конзервативни статистики, најмалку 60% од вкупниот отпад во урбаните средини отпаѓаат на биоотпадот. Кога со овој отпад правилно се управува и се компостира, тој не само што нема да загадува и да креира трошоци, туку ќе креира и вредност. Високо конструктивно ѓубриво, компост кој може да се употреби во земјоделието и хортикултурата, а како репроматеријал за урбаните градини со кои се бориме против гладот. Според анализите на Светска банка, количината на отпадот што го произведуваме до 2050 година ќе се зголеми за 70%, односно околу 3,4 милиарди тони. Ова се должи на голем број на фактори, како што се растот на населението, урбанизацијата и економскиот раст, како и навиките за купување на потрошувачите. Проекциите се загрижувачки, бидејќи помалку од 20% од отпадот се рециклира секоја година, а огромни количини се уште завршуваат на депониите. Над 30% од отпадот завршуваат фрлени на неконтролирани отворени депонии, што резултира со емитување на стакленички гасови еквиваленти на 1,6 милиарди тони CO2, односно 5% од глобалните емисии. Крајно време е градот Скопје да го надмине овој еколошки проблем, кој во огромна мера влијае на квалитетот на животот во Скопје и да се посвети на поставување на градски мини-компостари во секоја градска општина, во секое средно училиште и една централна на ниво на градот, како и да вклучи скопјани во процесот. Активноста може да се поддржи и преку фондовите на Европската Унија. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Процедурално, повелете. Да, ја морам да му реплицирам на некој начин со процедурална забелешка на колегата Филип, кој што не наведе на тоа дека ние сме неписмени за функцијата која што ја обавуваме. Јас би сакала да му укажам на тоа дека ние сме избрани советници со цел да материјално расправаме за некои работи, да донесуваме одлуки, мерки, проекти кои што се во интерес на граѓаните. Не сме ние вработени во општината па да знаеме точно како се составуваат. Впрочем, буџетот е технички неисправен, затоа што ние можеме да ставиме ставка од каде што се крати или од каде што сакаме да се префрлат средства, не знаеме во таа ставка дали кои подставки се предвидени воопшто, на крај ќе испадне дека од таа подставка не може да се крати затоа што не знам за што било предвидено. Така да секогаш ќе се наоѓаат изговори. Благодарам. Дали некој друг бара збор по амандманот? Градоначалник, повелете. Во однос на компостарите сакам да напоменам само ете како информација до почитуваниот советник дека за жал има набавено 2 компостари, едната е за паркови зеленило, едната е за зоолошка градина и некој не успеал 4 години наназад да ги стави во функција, така што сега започнуваме процес за реализација на тоа што веќе го имаме и сметам дека ако се јави во перспектива потреба од дополнителни од тие 2 кои што се обезбедени, а не се функционални, повторно ќе кажам, тогаш ќе примениме нешто што би значило набавка на дополнителни компостари. И не е само за компостарите, исто блокирана постапка, ја сакам да информирам и за дробилица на градежен шут за Водрисла, која што исто некоја загледа постапката како и за се останато, така што тие процеси полека, но сигурно ги одглавуваме и за брзо ќе бидат ставени во функција. Благодарам. Благодарам. Сакате контрареплика во некаква форма? Да, контрареплика. Значи, компостарите знаеме дека постојат, знаеме дека не се во функција, сме го кажале тоа и градот има обврска да ги стави во функција и да се почне со нивната употреба. А тоа дали ќе бидат потребни повеќе компостари, тоа ви уверувам дека се потребни компостари, ако сакаме да направиме начин за паметно управување со отпадот. Затоа што отпадот, како што кажав, 50% од комуналниот отпад најмалку е биоотпад.
Ако сакаме ние да го решиме тој биоотпад, единствен начин е со биокомпостари, значи не постои друг начин. И не постои дилема дали се потребни повеќе компостари. Ако сакаме да нема отпад, ќе мора да набавиме повеќе компостари, затоа што тие две се недоволни. Ви благодарам. Ви благодарам. Ако никој друг не се јавува за збор, амандманот да стане составен дел на буџетот, кој ставам на гласање, кој е за? Седум за, дали има против? Дали има воздржани? Еден. Амандманот не е составен дел на предлог буџетот. Амандман број 27, цртичка 14.036/2 од Маријан Калевски. Молам службите да се изјаснат. Амандманот со архивски број 27, цртичка 14.036/2 не се прифаќа поради тоа што е технички неисправен. Повторно се прави измена во билансот на расходи. Само би сакала да укажам на фактот дека веќе во планот за вработување има предвидено вработување на инспектор за животна средина и дека инспекцијските служби работат 24 часа во сменско работење. Значи и веќе дел од амандманот, неголемиот дел реализиран. Благодарам. Благодарам. Дали некој сака да земе збор по амандманот? Повелете. Амандманот се повлекува. Одиме на амандман со број 27, цртичка 14.036/3 од Маријан Калевски. Молам службите да се произнесат. Амандманот со архивски број 27, цртичка 14.036/3 исто така е технички неисправен. Од истата причина дека се прави измени во балансот на расходи и исто така се прави измена во програмата ГА, каде што е веќе започната постапка за реализација на забавен парк и резервирани се средствата. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Дали некој бара збор? Не. Благодарам. Одиме понатаму со амандмани кои што се доставени по предвидениот рок. Амандманот 27, 14.039/1, бидејќи амандманите не се доставени во предвидениот рок, согласно член 132 од деловникот на Советот на град Скопје, најнапред се гласа за оправданоста за овие амандмани, па потоа дури се отвара дискусија за нив. Предлагам да гласаме за оправданоста за амандманот со број 27, цртичка 14.039/1 од предлагачот Маријан Калевски. Ве молам, кој е за? Повелете. Повелете. Дали ќе може да го образложам амандманот? Тој се образложува кога ќе дојде на ред на дневна седница. За овој не се изгласа оправданост за да биде ставен на дневен ред, бидејќи ја донесе со задоснување. Инаку станува збор за средства за субвенции на фотоволтаични системи за индивидуални домаќинства кои спаѓаат во групата социјално загрозени категории. Тоа е насловот. Ви благодарам. Одиме понатаму кон амандманот со број 27, цртичка 14.037. Амандманот се однесува на одвојување средства за сензори за мерење на квалитет на воздух кој град Скопје ќе ги постави во обрач околу индустријски капацитети според категоризација на загадувачите, почнувајќи од најголемиот загадувач на Скопје Титанусија. Бидејќи амандманот не е доставен во предвиден рок, најнапред се гласа за оправданоста за амандманот. Замолувам кој е за амандманот да влезе во Процедурално. Процедурално, повелете. Градоначалникот веќе, ако сватив, поднесе таков амандман со истите барања. Да, поднесе со истиот, со истата содржина, сродна содржина на ова. Повелете. Сметам дека е добар предлогот. Сметавме исто така со претседателот на Совет, се координиравме со службите и останатите, дека треба и повеќе средства да предвидиме за истото и апсолутно затоа е поднесено со таа сума која што е повисока од она што вие го предложивте. Така што тоа е во насока на она
што велиме дека кога нешто е добро, ете може и да се доработи и со повеќе средства да го ставиме како составен дел на буџетот. Благодарам. Благодарам. Тој амандман е повлечен. Одиме со амандман 27 цртичка. Гледам дека повторно се повторува амандмани што беа на програмите. Тој беше амандман на градоначалник. Небитно. Ово е амандман поднесен од советникот на буџетот. Директно го поднел. Треба да ни кажете на која програма е амандманот. Јас за на буџет. Изгласање на претходниот амандман за фотоволтаици е окей, затоа што немаше таква програма ГД и да оди директно на буџет. Кај што имало програми, требало таму да има амандмани. Се согласувам, пред кратко време рековме дека за да биде добар амандманот треба да биде на програмата и да се преслика во буџетот. Ве разбирам. Сега имаме уште два кои што се поднесени на буџетот и ќе ги разгледаме. Тоа е амандманот со број 27/14038/1, кој се бави со одвојување средства за изградба на водоводна инсталација во град Скопје. Ве молам за оправданост на овој амандман да гласаме. Дали е оправдан да влезе во дневниот ред? Кој е за, ве молам, со кревање рака. За овој се зборуваше, молам. Односител Маријан Калевски. Да. Не. Ве молам, кој е за оправданоста овој амандман да влезе, иако зборувавме дека овие програми се во предпријатието, нели? За оправданоста овој амандман да стане дел од денешната расправа, кој е за? Два за. Дали има против? Дали има воздржани? Ви благодарам. Следен е амандман кој е преподнесен од Катерина Цаневска-Арсовска со број 27/14-085/1. Гласаме оправданост. Амандманот е за еднократна помош на пациенти поврзани со онколошки пациенти. Така, еднократна помош на онколошки пациенти. Ве молам, се гласа за оправданост овој амандман да стане составен дел од денешната седница. Кој е за, со кревање рака? Единаесет за. Дали има некој против? Дали има воздржани? Може ли да побарам нешто? Барам поединечно гласање за да се види кој не гласа. Не смета дека е оправдано на овие онколошки пациенти да им се додели она што го примале претходно. Тоа е материјална расправа. Ова е за дали амандманот денеска да влезе на седница. За амандманот кој ќе гласа можеме понатаму. Еве, можем повторено гласање. Ве молам, за да овозможиме материјална расправа. Ве молам, повторено гласање. Кој е за амандманот да се расправа воопшто? Шеснаесет. Ви благодарам. Со тоа ги исцрпевме амандманите по буџетот. Сега поединечно да побарам. Бидејќи нема Ви молам, не влегува амандманот на расправа воопшто, не отвараме расправа по него, за оправданост зборувавме. Ви благодарам. Бидејќи нема повеќе поднесени амандмани, отварам претрес по предлог буџетот на град Скопје за 2026 година. Ве молам, кој бара збор? Градоначалникот, повелете. Пред да земам збор за буџетот, јас би сакал само за почитуваната Катерина Советничка за минатиот амандман кој што се разговараше. Не сакам од да излезе дека градот Скопје или градоначалникот не подобрува или не поддржува еднократна парична помош за онколошки особено случаеви. Значи, ние имаме ставка за помош од страна на градот Скопје. Да, имаме ставка преку која што ќе помагаме. Јас не знам искрено од кои причини во минатото не им се помагало на тие наши сограѓани, но тој веќе го дискутиравме со тимот, секако дека ќе бидат помагани и таков тип на случаеви. Јас сум бил градоначалник 4 години на општина Кисела Вода, имало многу случаеви кога сме помагале
За жал на такви лица кои што се соочуваат со нешто такво. Не знам од кои причини искрено, во минатото раководство на градот Скопје не се помагало и одлучиле таков третман да имаат према таков тип на наши сограѓани кои што се соочуваат со сериозни проблеми, но одговорно тврдам дека ќе помагаме. Можете слободно да ми доставите и тоа што го споменавте, ве слушнав иако не бев тука, дека има цел список лица кои што аплицирале, биле одбиени, за жал, сочувствувам со нивната состојба и го осудувам тоа што градот го направил како неправда према нив. Нека си аплицираат повторно, после нова година, по поминување на буџетот, треба човек да нема здрав разум, да не сака да помогне на таков тип на наши сограѓани, иако констатирано е од сите дека други служби треба да вршат таа работа. Знаете самите. Но ние како град Скопје, да, само ако ми дозволите за буџетот, па да завршам. Ајде. Значи, јас извинувам, немојте да го мешате тоа што е од Министерство за труд и социјална политика. Тоа е помош која што се добива месечно за вработени. Значи, амандманот се однесува на сите категории и е еднократна помош. Затоа што со тоа што го дава Министерството за труд и социјална политика не се опфатени невработените и пензионерите. Затоа го поднесов амандманот. Во ред. Мислам дека бев прецизен и јасен во моето излагање и уште еднаш сочувствувам со тоа што градот нанел неправда према тие наши сограѓани изминативе 4 години. Искрено жалам за тоа и ќе гледаме заеднички да ги поправиме тие состојби. Почитувани колеги, советници, градска администрација, јавност, денеска како предлог на дневен ред е буџетот за градот Скопје за наредната календарска година. Основниот буџет на град Скопје изнесува 5,2 милиарди денари, што представува 12,04% зголемување во однос на буџетот за 2025 година. Зголемувањето на буџетот на град Скопје се должи на наплатата на приходите во периодот од 1,5 месеци, каде пренесениот вишок на крајот на минатата година ќе се пренесува за во наредната изнесува повеќе од 400 милиони денари. Дополнително имаме и спогодба со Министерството за образование и наука, како и одлука на владата на Република Македонија во износ од дополнителни 260 милиони денари во делот на превоз на студентите за останатите години, кои владата, повторно ќе споменам, на Социјалдемократскиот сојуз немаше слух да ги исплати кон градот Скопје. Капиталните инвестиции во основниот буџет изнесуваат 1 милиарда 787 милиони денари, што представува 34,4% од вкупниот основен буџет. За споредба, во 2025 година, во ноември, наследивме буџет со 1 милиарда 344 милиони денари за капитални инвестиции или 28% од вкупниот основен буџет. Дополнителни капитални проекти имаме и во буџетот на блок дотациите преку Министерството за образование и наука, и тоа за нови спортски терени во средните училишта во износ од 20 милиони денари, енергетски ефикасни фасади во износ од 40 милиони денари, набавка на клупи и столчиња и дополнителна IT опрема со цел подобрување на условите во образованието и многу други вакви мерки. Воведуваме униформи за прв пат во историја на главниот град за сите ученици од прва година, а се одвојуваат и дополнителни средства за летен камп за учениците кои доаѓаат од социјално ранливи категории, како и за наградените ученици со успех во спортот и во образованието. Буџетот за образованието е зголемен за 7,5% споредбено со 2025 година, а ќе пренесеме и 68 милиони денари вишок во делот на блок дотации за кои чекаме одобрение од Министерството за образование за да започнеме со изградба на ново училиште кое ќе биде предвидено во првиот ребаланс на буџетот за 2026 година. Обезбедуваме и повеќе средства за противпожарната заштита, каде имаме и средства за вработување на нови 30 пожарникари, а за прв пат по пауза од повеќе години пожарникарите ќе добијат и соодветна опрема, лична заштитна опрема за гасење пожари во урбана средина и униформи за секојдневна работа. Тоа нема да бидат скали по неколку милиони евра, почитувам Горан, како што беше случај, а беа плаќани во минатото од буџетот на град Скопје. Буџетот на град Скопје во 2026 година
за противпожарната заштита и спасување изнесува 450,2 милиони денари, или имаме зголемување од 25,7% споредбено со претходната година. Обезбедуваме и повеќе средства за културата, или износ од 159 милиони и 831 денар, што представува зголемување за 2,3 пати во однос на 2025 година, каде што знаете дека беа предвидени 69 милиони 481 денар. Успеавме да го спасиме и проектот Европска престолнина на култура за градот Скопје 2028 година, а воедно и предвидуваме средства за многу капитални проекти и реконструкции на културните установи во рамки на градот Скопје. Повеќе средства има и за спортот, каде буџетот сега ќе изнесува 26 милиони денари, што е повторно ќе потенцирам 2,5 пати повеќе споредбено со минатата година. Во буџетот за 2026 година на град Скопје се предвидуваат 56 милиони и 500 денари во делот на животната средина, а колку за споредба, минатиот буџет беше 24 милиони денари и 500, што представува речиси двојно зголемување од основниот буџет. Исто така го спасивме и проектот со Светска банка за поставување на фотоволтаици во училиштата, кој што беше закочен во изминативе 3 години, а е во износ од 46 милиони денари. Од капитални проекти морам да ги издвојам изградбата на Луна паркот, за кој што во тек е тендерска постапка. Издвојуваме 90 милиони денари за детски катчиња, игралишта, фитнес прави, урбана опрема за парковите, пешачките патеки преку развојната програма ЈНА. Дополнително издвојуваме 85 милиони денари во развојната програма ГАА за реконструкција и опремување на културните установи и зоолошката градина, како и за други комерцијални објекти во собственост на градот Скопје. Преку истата развојна програма обезбедуваме и 30 милиони денари за проширување на капацитетите на Лајка, нешто што го споменав во претходното моје излагање. Со развојната програма КАА обезбедуваме средства во износ од 50 милиони денари за спроведување на засредување, односно се извинувам, на културното наследство во град Скопје, и тоа за Скопско кале, аквадуктот, Скопска стара чаршија и Скупи. Обезбедуваме 30 милиони денари во развојната програма ЈГА за изградба на бунари за снабдување со техничка вода со цел заштита на несовесното користење на питка вода за наводнување. Изградба и подигање на јавно зеленило на магистрални улици и паркови во износ од 210 милиони денари, исто така предвидуваме. Набавка на канти и контейнери, кои што се неопходни насекаде практично во градот Скопје, во износ од 40 милиони денари. Набавка на нови возила за комунална хигиена во износ од 24,2 милиони денари. Од капитални проекти во делот на патната инфраструктура, ќе ги издвојам денес, изградба на булевар Македонија, фаза 1, 2 и фаза 4, изградба на кружен тек на крстосницата на улица Ѓорче Петров, изградба на булевар Љубљанска, довршување на булеварот Борис Трајковски, изградба и реконструкција на булеварот Асном, изградба и реконструкција на булевар Цветан Димов, довршување на Момин поток, откако сакам да потенцирам, конечно ја решивме експроприацијата таму, реконструкција на улица Перонаков, реконструкција на Фрањо Клус, која што е во тек, реконструкција на улица Димо Хаджидимов, реконструкција на улица 101 во Волково, реконструкција на улица и изградба на паркинг простор на патот за Матка, реконструкција на улици Бутелска и Радишанска во Бутел, изградба на улица Македонско-Косовска бригада, изградба на мост и булевар Февруарски поход. Имаме обезбедено 130 милиони денари за експроприација со цел да ја забрзаме изградбата на булеварските решенија, како и развојна програма во делот на подготовки на нови проекти во износ од 90 милиони денари за наредни 3 години. За тековно одржување на останатите улици меѓуопштински инфраструктурни проекти се издвоени дополнителни 150 милиони денари. За подготвување на сообраќајни проекти имаме предвидено 10 милиони денари, а од нив 5 милиони се во делот на тековно работење на град Скопје, а дополнителни 5 милиони денари ќе бидат во соработка со UNDP за изнаоѓање на сообраќајни решенија со осврт на делот на безбедноста во сообраќајот. За поставување на сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација имаме предвидено 35 милиони денари. За набавка и одржување на IT софтвер и хардвер
се издвојуваат рекордни 99,7 милиони денари. Во овие средства се предвидуваат набавка на камери, нов софтвер за даноци, кој ќе помогне за поефикасно прибирање на даноците, како и репроценка на данокот на имот. Ветивме консолидирање на буџетот на град Скопје и помош кон предпријатијата и културните установи за нивно раздолжување до првата половина на 2027 година. А за таа цел издвојуваме 25 милиони денари како помош за потешкоти на културните установи, со цел ќе потенцирам повторно нивно раздолжување, 60 милиони денари помош за комунална хигиена и исто неизино раздолжување, 80 милиони денари за паркови зеленило, 20 милиони денари за јавното предпријатие Дрисла, 15 милиони денари за Лајка, 23 милиони денари помош за улици и патишта и 920 милиони денари субвенции и помош и поддршка за јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Генерално сметам дека имаме обемен буџет, имаме многу проекти и верувам дека наредната година ќе биде една од најуспешните за градот Скопје по однос на реализација на капитални инвестиции. Благодарам. И благодарам. Дали некој друг бара збор? Поверете. Низране. Indervaar kuratari kommunas paraksa heran pyetjet për këshill. Во прашањата за советнички прашања, јас ви честитам за улицата Цветан Димов. Јас споменав дека таму ќе биде опфатен и кружниот трек во Сара и ви ми ветвите дека за ребалансот ќе се предвидат средствата за обиколницата во Сарај. И сега тоа не го спомнавте. Сакав да добиам информации како стојат работите со кружниот трек во Сарај. За кружниот тек во Сарај станува збор. За кружниот тек во Сарај станува збор, повелете. Бара збор поеднаш да одговарате, ве молам. Повелете Калевски. Само Прџич. Ви благодарам. Повторно буџетот не е даден на ниво на проект, за јасно да се гледа што се финансира со нашите пари. Дел од ставките се видливи преку програмите, но не се сите поединечни проекти. Штом веќе е предвидено во соработка со UNDP да се зголеми транспарентноста, доставувањето до советниците и објавувањето јавно на граѓански буџет е првиот клучен чекор кон транспарентност. Низа меѓународни препораки се прекршени со тоа што немаме буџет со она последна табела што ја има секој сектор, каде што вообичаено стојат сите поединечни проекти кои ќе се спроведуваат од јавните пари. Буквално како што веќе го има секторот финансии, не барам значи ништо ново да се направи, ништо што е вонредна и дополнителна работа, тоа веќе си постои. Секторот веќе го има сработувано вака и многу лесно се разгледува буџетот кога првпат се усвојува, но причината зошто административците не го прават ова и зошто во вака даден граѓански буџет ако така се направи со табелата ќе биде многу лесно видливи и проектите кои ќе бидат односно кои се имаат нула нереализирани, па да се заштитат од критики и раководствата веќе со години наназад имаат прекинато добрата практика за доставувањето на јавно објавување на буџетот на Скопје со се табелата со поединечните проекти по сектори. Беше кажано дека ова раководство ќе го смени ова и ќе ја врати повторно таа добра практика при носењето на буџетот за 2026 година. Не е јасно зошто тоа не се направи. Во однос на материјални коментари, вишокот пренесен од претходната година е 850 милиони. Поставив прашање по кои ставки се овие средства распределени, не добив одговор. Дали овој вишок што секоја година се пренесува, се користи за исплата на плати или на доместоци. 1/9 од вишокот доаѓа од неискористени средства од програмата за градежно земјиште. А секоја година, речиси без исклучок, тоа се средствата за водоводна инсталација.
односно за довод и одвод, канализација и како што може да се види од извештајот за извршување на програмата за градежно земјиште. Во текот на 24 година биле изградени 0 метри водоводна мрежа и 0 метри на фекална канализација. Благодарам. Благодарам. Пенов се јави за збор, повелете. Дали... Јас ќе го поддржам овој буџет заради краткиот рок за неговата подготовка и морам да признаам заради енергијата која се внесува за неговата реализација. Ќе го поддржам иако буџетот не влегува во решавање на ниеден од сериозните проблеми на градот. Градот има проблем со загаден воздух, градот има проблем со комунална опрема, градот има проблем со автобуси, градот има проблем со јавниот превоз и сообраќајот, за што во една претходна дискусија говорев. Градот има проблем со вардариште, тие не се тангираат. И како прв, еве ќе дадам поддршка, надевајќи се дека овие ќе најдеме начин да ги вклучиме. Морам да укажам, без намера да го расипам расположението, дека планираниот буџет седи на многу климави нозе. Јас ќе го анализирам само основниот буџет, овој капиталниот. Дотациите што доаѓаат, тие доаѓаат, одат. Она што ние треба да го прибереме и она што треба да го распределиме. Денес сите разговараме како да ги потрошиме овие пари. Меѓутоа, праксата 20 годишна покажува, а елементите и на овој буџет покажуваат, дека максималниот дострел на реализација на буџетите во сите овие 20 години едва е достигнувал 80%. Тоа значи дека најмалку 20 проекти во износ од 20 милиони евра следната година од се ова што го усвојуваме нема да бидат, нема да можат, нема капацитет. Зошто нема капацитет? Затоа што генерално буџетот е наслонет на комунали. Околу 50% од приходите изворни на градот, или околу 1,5 милиарда денари, се комунали. Прво, не само што таа ставка никогаш не се остварила, а секогаш била планирана повеќе, но и ако земете да, ако е ова 60% од комуналиите, значи поделено со цена на квадратен метар комунали, 150.000 квадратни метри да се изградат во една година во град е невозможна мисија. Или не мора да се изградат дека некој за 150, околу 150.000 квадрати ќе уплати комунали, тоа е исто невозможно. Идејата на децентрализацијата беше, што е запоставено години уназад, и што очекувам од оваа година да го промениме тој курс, да ние се приходите ги базираме на сигурните извори. Тоа е данокот на имот. Кај данокот на имот, ние имаме неправда кон граѓаните. Речи си, половина собственици на имот не плаќаат данок на имот во Скопје. Тоа е познат факт.
Не е докажан, но е анализиран. И за тоа говорат и, да речеме, постапките и во самиот град Скопје. Постапка за легализација поминува, ти треба да одиш у катастар да си ја пријавиш легализацијата, па сам да се вратиш да го пријавиш данокот. Тоа дали 1% има такви што го прават. И јавна тајна е дека десетици илјади легализирани објекти, но и други не се воведени во даночна евиденција, што представува задача за да ги остваруваме плановите кои што ги имаме. И самите бројки ни укажуваат нелогичност во буџет. Замислите, правните лица во Скопје плаќаат данок на добивка во износ од 92 милиона денари, а данок на имот 140. Данок на добивка плаќаат одреден дел, не остваруваат сите профит. Ама имот имаат сите правни лица или нивните собственици кај што остваруваат дејност. Очигледно, овој дисбаланс налага активности сериозни и тоа е работено. Тоа е работено и во Македонија. Екипата на USAID, може би сега е растурена заради тоа што Америка ја укина таа програма, но со таа програма во Кавадарци, например, 100% ги воведовме сите имоти во евиденција, во Свети Николе, во други општини. Ова за мене представува главна и основна задача, за да можеме и во иднина да разговараме за повеќе проекти, за да можеме да разговараме за реални проекти, за да може да разговараме за реални приливи. Имено и првата точка кога ја усвојувавме, ние констатиравме дека у 3 квартала ланскиот буџет е 55% реализиран. И се согласувам со оценките што ги кажа градоначалникот, тие држат за тие што го воделе градот во тие квартали. Но тие проценти се секоја година се повторуваат. Не се карактеристика за оваа година. И во сите други години, како што рековте, во последниот месец, ноември и декември, најголемите приливи доаѓаат и од 55 се качува, за ланска година не може да се качи на 80, но околу тие проценти. Идејата ми е да дадеме акцент на прибирањето на пари од сигурните извори и да ги направиме граѓаните на Скопје рамноправни. Не може едни да плаќаат, други да не плаќаат. Голем е бројот на енормна е бројката на тие што не плаќаат и таа не е само општински распределена или социјално или национално, а тоа е не водење сметка од претходните администрации. Се надевам дека тоа нема да биде случај со оваа администрација. Ви благодарам. Процедурално, повелете. Председателе, бидејќи е веќе 18 часот, се договоривме дека овој период ќе дајете пауза за да можеме сите да отидеме на протестот. Сега само да проверим. Ако нема веќе за дискусија, ќе гласаме и ќе одиме. Меѓутоа има за дискусија, а веќе е 18 часот. Само уште еден не пријавен за дискусија. Ве молам сите што мислат да дискутираат да се пријават. 2, 3. Двајца има за дискусија. Ве молам, двајцата за дискусија, дали ќе може да се ограничиме со дискусиите за бидат кратки, за да може да гласаме за кратко? Ви благодарам. Игор, повелете.
Ви благодарам. Во интерес на протестот ќе бидам краток. Можам да кажам дека можам да бидам малце помек на начинот на кој се носи овој буџет. Сигурно дека нема да го поддржам ради баш тој лошо конципиран. Се надевам, имам забелешка, према службите кои го изработувале, тоа да си преземи градоначалникот, подпишане на сите документи, да си го земите ова основните насоки за подготовка на буџет за 2026 и по него да работите, за да ги имаме внатре сите програми, за да може советниците да поднесуваат амандмани. Добра страна е што многу брзо ќе дојде ребаланс, обавезно ќе дојде ребаланс. Не кореспондира овој буџет со програмата со кој градоначалникот победи на изборите и најверојатно ќе има ребаланс барем ради тоа. Сето согласно тоа да не губиме време. Лошо е конципиран затоа што се на куп ставени овие тековните оперативни расходи, капиталните инвестиции. Сето е направено сарма, како што вели народов, и ова би го кажам сериозно затоа што ние сме овде советници да работиме, не сме само за политички препукување. Јас ова го зборувам конструктивно. Да седнат службите следниот ребаланс да го направи по пропис, за да можеме да сработиме она како треба да се сработи. Ви благодарам. Ви благодарам. Уште колегата Авдул Селјам. Значи, како прво сакам да потенцирам тоа што ги повлековме амандманите поради технички грешки, а кои што навистина се градоначалниче многу битни за Скопје. Сакам да ги кажам дека оти не ги оставив да ги потенцираме сите и чекам поддршка. Сега веќе не можеме поради технички грешки, туку во првиот ребаланс на буџетот чекаме поддршка за овие проекти. Значи имаме патот, Качанички пат, стариот пат, иако и двете патишта се не се добри, туку стариот, оти за овој знам дека имате проект кој што не е во буџетот предвиден. Друго, реконструкција на Македонска Косовска бригада. Исто така имавме амандман за библиотека во Чаир. И малце поголем проект имаме кој што сакаме да го разговараме со вас за Цветан Димов проект, малце поголем, кој што со подземна инфраструктура, мислам дека би било најдобро решение. Во делот на буџетот, значи тоа што го разговаравме претходно во ребалансот на буџетот, гледам дека повеќето од нашиве барања се вклучени во делот на буџетот, дел во програмите, дел во буџетот. И ради тоа, значи ние као советничка група на НАј ќе го поддржиме буџетот, поради тоа што кажав, повеќето од амандманите се внесени во буџетот. Благодарам. Благодарам. Бидејќи никој повеќе не бара збор, претресот го заклучувам и предлог буџетот за град Скопје за 2026 година го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? ...29 за, дали има против? Дали има воздржани? Кратко ве молам. 17 точка, која што е составен дел на овој предлог одлука за извршување на буџетот на град Скопје за 2026 година. Предлог одлуката со која што може да се извршува буџетот е доставена. Отварам претрес. Дали има некој да побара збор по предлог одлуката? Не. Бидејќи не, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам?
31, дали има некој против? Воздржани? Пауза до 19:30. Ви благодарам. Повелете. За оние кои што гласа за, особено да се заблагодарам, но драго ми е од друга страна што овој буџет е донесен без да има ниту еден глас против, што говори за демократскиот капацитет и кај советниците од опозицијата. За протестот сакам да кажам пред цементарница Усија дека го поддржувам, дека јас ќе останам овде заедно со тимот и службите доека вие се вратите, но на протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржувам. Председателя, ако можете, Јас сум таму. поседете го протестот и сите советници. Благодарам. Пријатно.